Пожар избухна во фабрика за производство на кеси во селото Брњица во општина Приштина. Синот на собственикот на фабриката, Надерин Бериша, рече дека вредноста на штетата е проценета над 1 милион евра. Бериша вели дека се уште не е позната причината за пожарот и дека истражителите работат на случајот, пренесува Косово онлайн. Штетата е прилично голема, имаме околу 30 вработени. Во времето на пожарот во фабриката имаше втора и трета смена во 17 часот. Имаше 7 или 8 вработени, но за среќа никој од нив не беше повреден. Важно е сите да бидат добро. Штетата е од 1 милион до 1,5 милиони евра. Тоа е вредноста на материјалите и автомобилите што беа таму. Ние започнавме со производство на кеси во 2004 година, рече Бериша. Избраниот председател на САД Џо Бајден и избраната подпредседателка Камила Харис заеднички се прогласени за личност на годината на магазинот Time за 2020 година за нивната изборна победа над Доналд Трамп. За промината на американската приказна за покажувањето дека силите на емпатијата се поголеми од бесот на поделбата, за споделување на визијата за заздравување во тажниот свет, пишува Time, објаснувајќи го својот избор. Бајден го победи Трамп со 306 електронски гласа за наспроти 232 на Трамп. Фабриката MedSynthese ја прави својата вакцина Урал против коронавирусот, а ќе биде ефикасна во борбата против било кој вид на COVID-19, па дури оние што може да се појават во иднина, рече председателот на управниот одбор на MedSynthese Александар Петров. Еволуциониот процес на вирусот беше земен во предвид. Вакцината е направена на посебен начин. Тоа е целосно нова технологија, затоа е иновативна вакцина, рече Петров во четвртокот, нагласувајќи дека вакцината треба да биде хипоалергична. Според него, вакцината е добиена со методот на генетски инженеринг, а за незиното производство не е потребен вирусен патоген и други компоненти и елементи поврзани со инфективниот патоген, пренесува Спутник.